Како мал, што си сакал да бидеш кога ќе пораснеш? Да почнем да набројувам. Доктор, мајстор, фризер, столар. И здраво, дечки, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео. Дечки, денеска одговараме на ваши прашања кои го ставив сторито уште пред 3-4 дена, не знам точно. Ама некако ме фатим мрза и долго време немам објавено видео, више 7 дена, без видео од последното видео која беше со ChatGPT, мислам дека зборевме, и од тоа последно видео немам објавено видео. Иначе, дечки, колку за информација, видео го снимам во Олку. Да, 3 пополноќи. Во 3 пополноќи. Значи, досадно ми, не ми се спијат, рекол да го снимам видео, пошто утре планирам да снимам едно друго видео, доста интересно. Ова го гледате денеска, тоест утре за мене. Ствари денеска, више пошто е 3 пополноќи. Ова видео го гледате денеска, а следното можда за ден 2 ќе го пуштам, пошто малку појако видео, да го подспремам подобро и го гледам. А денеска одговарам на ваши прашања. Како што реков, имав пуштено стори пред неколку дена и ме фатни мрза да ги одговорам. Ама е време да ги одговорим. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прашања. 9 прашања на брзинки ќе ги одговориме. Нема тај предолго видео, али ќе бидат интересни, имаме интересни прашања, да ги одговорим. А пред да почнеме, ставите лайк, ставите subscribe, да стигнеме што побрзо до 1000 сабскрајбери. На 1000 сабскрајбери, како што реков, правиме giveaway. Више две награди се спремни. Првата и втората. Мислам за прво и за трето место се спремни. За второ ќе ја докупам, плюс пробувам да најдам некој како соработници да ги речем или спонзор или некој кој би дал награда за giveaway-от. И да, тоа е тоа. Мислам дека можеме да започнеме за видеото. Да, првото прашање вели како ти е летово? Конечно некој да праша тоа, иначе онака брат. Летово досадно и малку ми е хаос, али добре, се држиме некако, супер сме. Че се тараме, сега августов планирам да го фатам топ со видеа, али да, баш некако во хаос ми е летово, све ми се измеша и нема потреба да навлагаме во тоа. Доволно ова го знаете, мислам летото не е баш лошо, али не е баш најдобро. Следно прашање вели кога лајф на TikTok? 2030 година, брат. Да, брат, 2030 година, до 2030 година, ако не знаеш, добивме бан. Последниот лајв беше која реновирав собата горе, мислам подот на собата го лакирав и све што требаше знаете го реновирав, тоа више имам видеа две на каналот. Ако сакате видеата ги реновирање на собата, више имате во плейлиста тие. Во плейлиста ви ги организира видеата, имате све интересно тамо. Сите видеа, пример, сите теми се во различна плейлиста, имате многу лесно да си ги најдете сите теми. Да, иначе тогаш ми дадоа забрана за TikTok Live, зашто ја не прикажував на лајв и сега ме сметат како дете. Сега дори да отварам нов, да го речам, профил, пак заради емајлот или телефонски број, не знам како, и пак ме пропаднават и пак добивам забрана. Отворив еден нов и таму ме забрања, така да, лајв 2030 година, дечки. Да, ќе има нов влог. Да, брат, за скоро влогови, планирам почесто да ви пуштам сега, влогови да снимаме, поинтересни видеа предизвици, ама почесто на влогови сакам да се фокусирам. Вака гледам и ви е досадно, само дома нешто ви снимам и тоа ви е досадно, така да се фокусирам на влогови кои ќе предизвици, доста интересни предизвици ќе видите. Очекувајте добри видеа августов. Можда 10 видеа најмалку да излезат август. За цел август 10 видеа најмалку да излезат обавезно. Ќе се потрудам да излезат 10 видеа августов. Колку да ми е досадно, колку да не ми се снимат, заборав да зборам дечки, колку да ми е досадно, колку да не ми се снимат августов, тараме 10 видеа најмалку. И да ме фатат мрза, ќе победим мрзата. Одиме јако. Направи видео, ние ти го контролираме денот. За скоро, брат. Да, за скоро ќе има такво видео. Утре снимам нешто слично, ама за скоро имаме видео, вие го контролирате мојот ден. Така да, спремајте се, ќе стам стори на Instagram, дента пред да започнеме. И после, од сабајлето, следното утро, тоест, имате по 15 или 20 минути, ќе ви кажам, 15-20 минути да гласаме. После гласањето го исполнувам тоа што сме го изгласале, така да, за 20 минути и ќе треба тој ден да бидете во текст со сторињата, да ги гледате и да си гласате. Така да, очекувајте видео, вие го контролирате мојот ден месецов. Да, нема ви кажам кога точно, ама месецов планирам да го снимам тоа видео. Следно, дали одиш на риби? Не, брат, не знам да ловам, не знам јадица што е како прво, али дали сакате некојаш да научам да ловам риби?
Пишете долу во коментар дали да пробам да ловам риби некогаш. Интересно е, ама никогаш не сум пробал, никогаш не сум фатил јадица враце, не знам како се фрлат или што и да се прави за риболов, така да дечки пишете дали сакате да научам како да ловам риби. Некој со мене нормално поискусен ќе ме учи и да, тоа е тоа. Ќе научиме како да ловиме риби. Пишете во коментар дали сакате да учам како ловиме риби. Следно прашање. Која песна ти е омилена? Брат, немам омилена песна за сега. Пајак си го слушам иначе као пејач, ама песна омилена, ако морам да изберам ај една, уште е песната Бела. Ама други песни немам баш омилени. Можда тоа немам некои баш онака омилени. Странски во англиски некои си слушам, ама немам одредена омилена песна, така да. Кој е твојот втор клуб за кој навиваш? А да не е Барселона. Кој е твојот втор клуб за кој што навиваш, да не е Барселона? Па брат, не знам. Не навивам за никој, као ако речеме никој освен Барса не навивам, ама да не се рече навивање, туку втор клуб после Барселона кој го сметам за најдобар. Па, искрено Барса, браво. Реал е доста јак клуб, иако се главните ривали со Барселона, ама Реал исто така е најак клуб и немам никаков хейт, никакви навреди за клубот. Едноставно, јаки си се држат и тоа е супер. Значи, ако морам да изберам, ајде ќе речеме Реал. Реал и Барса, двата најаки клуба. Дали се сложуваме, пишете во коментар, дали сите се сложуваме Реал и Барса дека се најаките клубови. Ја мислам дека тие се. Мислам, за кого како, си имате вие своји јаки клуби, за мене се нормално Барса, уште од мал си ја поддржувам и Барса, за секогаш, ама ако морам да изберам втор, за мене е Реал. А за некои Реал фанови нормално Реал е прв, Барса втора или можда Барса е немат кај и другите, ама тоа е тоа. За мене Реал Барса па Реал, Барса па Реал. Следно прашање и мислам дека е последно, не, имам уште. Добро. Како мал, што си сакал да бидеш кога ќе пораснеш? Да почнем да набројувам. Доктор, мајстор, фризер, столар. Све, брат. Све. Дојутре ќе набројувам, кога почнем да набројувам. Ама искрено, доктор, од поглавните вака, столар сакав и онака уште се занимавам помалку, као тогаш не се занимавав, као сега почнав помалку да се занимавам со столарство, ама не професионално и не го гледам као бизнис, као работа, туку онака дома ако ми требат нешто и си го правам, имаме полица во собата и гледавте на лајво и на TikTok, ама друго нешто, онака си правам масата работна на која што работам со YouTube, снимав порано на таа маса, тамо, таа саме направив и обични поправки, тоа све сам си го вршам, мислам си го работам. И да, ама главно сега сакам да сум јутубер и тоа ми е најинтересно, ама ако више мора да видам нешто, столарство или графички дизајн, и тоа ме интересираше. И да, главно фотографирањето сега ми е. Имам и профил, Кико, долна црта фотографија 1, заследете и тамо ако сакате. Имам интересни добри слики, па ако ве интересират заследете и тамо. Иначе да, фотографирањето или јутубов, тие две. Ама ако речеме како мал најмногу сакав доктор да бидам, од мал, да. Пошто викаш, како мал што сакаш да бидеш, така да, доктор сакав како мал да бидам. Кој јутубер ти е омилен? Брат, GP ми беше омилен. GP замина, сега неам баш омилен јутубер. Неам и можда, ако морам да изберам еден од македонска сцена, да речеме Стефанатор. Па да, тој Стефанатор ми е интересен, ама најомилен да го речам јутубер од македонска сцена беше GP се замина, сега неам да речам омилен јутубер. Мислам дека да, тоа беше последно прашање. Да, дечки, ги одговоривме сите прашања. Сатот е 3 и 5 минути, како што гледате, 3 по полноќ. 3 по полноќ, дечки. Ова време, кој јутубер снимат? Само ја. Кој будала е? Значи, само јас сум будала. Јас сум будала, ова време снимам, а комшиите може да се спијат сите. И ако некого разбудам, извинете. Да. Значи, дечки, само овде будала снимат во ова време, а сега и ќе го изедитират видеото, така да ќе си легнам во 5, а утре ќе станам кај 9 или 10 сатот за да го снимам новото видео. Така да, дечки, фала ви што го гледавте ова видео, ако ви се допадна, немојте да заборавите да ставите лайк, ако не ставите дислайк, немојте да заборавите да се претплатите на каналов. Значи, никако. Одиме што побрзо до 1000 сабскрајбери, да ги стигнеме 1000 сабскрајбери и да го справиме гивавиот, како што рековме,
3 nagradi od mene i probujam da najdem sponzori. To je to. Hvala vi za gledanje. Pozdrav, se gledamo v naredno video. Ćao!